Намалување на непродуктивните трошоци и обезбедување простор за реализација на политиките на новата влада е целта на предложениот ребаланс на буџетот за 2017 година, за кој од денеска почна расправа во матичната комисија за финансирање и буџет. Министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека кога станува збор за ребаланс, има ограничување од единствената здрава опција, била да се намалат непродуктивните трошоци, како што се службени патувања, рекламирање, економски презентации, и тоа да обезбеди простор за буџетирање нови мерки за поддршка на граѓаните и фирмите, како што се минималната плата, решение за стечајците, поддршка за малите и средни претпријатија и земјоделците, укинување на радиодифузната такса. Посочи дека до крајот на неделата Министерството за финансии ќе излезе со податоци колку изнесуваат доспеаните, а не платени обврски од претходната власт и од во моментот се договара проект со Светска банка за чистење на ваквите обврски. Основната цел на ребалансот е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Ребалансот не е нов буџет, туку прилагодување на тековниот буџет. Поради тоа, за реализација на неговата основна цел постојат и некои ограничувања. Прво ограничување се превземените, а неплатени обврски од минатото. Второ ограничување се веќе случајните договори за тековни или идни проекти, кои ако се раскинат, државата ќе треба да плаќа пенали. Од ВМРО ДПМН обвинија дека со ребалансот се гледа како се движат политиките на СДСМ, односно за вработување на партиски луѓе и луѓе од шарената револуција. Буџетот за ВМРО ДПМН не е реформски, има многу нејаснотии. Намалени се средствата за многу капитални објекти, а никаде во Европа немало целосно финансирање на јавниот сервис. За само 1,5% се ревидирани и приходната и расходната страна на буџетот, а предходно критикувавте дека буџетот за 2017 година бил најобемниот и најгломазниот, истакнаа пратениците од ВМРО ДПМН. Значи, политиките на новата влада и она што е потребно за спроведување на таквите политики, и со овој ребаланс ние како опозиција, меѓутоа и граѓаните, ги гледаме првите показатели за тоа како ќе се движи политиката на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во делот на економијата. Се обезбедуваат средства за плати скоро во сите агенции и комисии, значи за нови вработувања, а согласно минатите, ние видовме дека тоа беа чисто партиски и вработувања на лица кои учествуваа во шарената револуција. Во делот на Кратење имаме многу интересна ситуација. Значи, ставки кои што се во интерес на граѓаните, особено капитални инвестиции од сите сектори, јас успеав да ги извадам точно 92. Зборуваме, господине министер, почитувам колега Јован Митревски, за дополнителни приближно 50 милиони евра. Кога човек ќе ги слуша вака бројките, на крајот ќе се запраша каде се парите. По основ на ребалансот на буџетот за 2017 година се пристигнати 840 амандмани, од кои 706 се на ВМРО ДПМН, од каде упатуваат апел до владата и парламентарното мнозинство да се обезбедат средства за реализација на многу значајни проекти. Се очекува ребалансот на буџетот да биде донесен најдоцна до 2 август.